Јас сум Дијана Атовска, директор на директна продажба во Кроација осигурување живот. Со оглед дека сум во компанијата веќе 7 години, почнав на своја 25 годишна возраст, можам слободно да кажам дека јас и Кроација осигурување живот имаме една успешна заедничка приказна. Почнав на позиција постар интерен застапник и можам да кажам дека првата година одеше исклучително тешко. Работев многу напорно, меѓутоа резултатите споро доаѓаа. Веќе од втората година бев една од најуспешните продавачи во секторот директна продажба. Следните 3 години превземав тим, каде што доста успешно го водев тимот и веќе од октомври 2018 година станав директор на директна продажба. Првата година имав склучено многу договори за животно осигурување, меѓутоа сите беа со ниска премија. Веќе од втората година само со 2 договори го постигнав истиот резултат како од првата година. Понатака со текот на времето успесите и признанијата, наградите се нижеа. Кроација осигурување живот е една од ретките компании каде транспарентно се наградува и се признава успехот на најуспешните продавачи на квартално и на годишно ниво. Тоа е најдрагата програма на вработените, програмата Бенефиција Плюс. Лично можам да се пофалам со неколку награди и признанија кои што сум ги добивала низ текот на годините. Тоа е најдобар вработен во продажба за 2013 година, најдобар вработен за Q1 2017 година, најдобар вработен на друштвото за 2017 година, како и учество на манифестацијата Лига првака во Загреб, Хрватска, каде што добив награда за најдобар вработен во Кроација осигурување живот Македонија. Моето име е Горан Божиновски и сум директор за бизнис продажба во Кроација осигурување живот. Кон семејството на најдобрата и најуспешна компанија во Република Македонија за животно осигурување се приклучив септември 2015 година и е најдобрата одлука што имам направена во својот живот на професионално поле. Горд сум на своите награди и признанија кои што ги возможува Кроација осигурување живот преку наградата Бенефиција Плюс. Дел од наградите со кои што можам да се пофалам е најдобар вработен во Q4 за 2015 година, најдобар вработен во директна продажба за 2016 година и најдобар вработен во директна продажба за 2017 година. Го живам својот сон веќе 4 години, почнувајќи од позицијата водител во директна продажба, па се до денес кога сум директор за бизнис продажба. Во овој период од 4 години имам направено преку 2000 состаноци и можам да се пофалам дека заедно со својот тим имаме реализирано 600 полиси, а од тие 600 полиси имаме реализирано премија од преку 1 милион евра. Можам да одвојам 4 карактеристики кои што мене ме прават успешно во својата работа. Првата карактеристика – исполнителност и одговорност. Секогаш превземам одговорност за своите резултати. За мене не постојат изговори. За мојата успешност или неуспешност сум одговорна само јас. Секогаш почитувајте го принципот out of your comfort zone. Тоа значи, излезете од вашата зона на комфорт. Направете промени во вашето действување за да стигнете до постакуваните резултати. Никогаш истата постапка или истиот начин на работење нема да ви донесат различни резултати во работењето. Како втора карактеристика, можам да ја истакнам стручноста. Стручноста е една од моите најмокни оружја. Да сте стручен значи да ги познавате одлично карактеристиките и бенефитите на производот кој што го продавате, ги познавате одлично карактеристиките и бенефитите на истите или слични производи кои што ги има на пазарот во согласно со вашиот производ. Стручни сте да процените кога треба да ја затворите продажбата и да му честитате на клиентот за одлично донесена одлука. Како трета карактеристика, комуникацијски вештини и насмевката. Насмевката е задолжителен сегмент на секој продажен состанок. Во делот на комуникацијски вештини со клиентите развиваме пријателски и професионален однос. Пријателскиот дел што значи? Пријателскиот дел е кога покажуваме емпатија кон нашите клиенти, развиваме искрен однос, развиваме однос на доверба, ја креираме потребата на клиентите за производот кој што ние го продаваме. Професионалниот однос значи навремено и ажурно исполнување на барањата на клиентите. Фокусот на вниманието секогаш е на клиентот. Максимално обезбедуваме квалитетна услуга за нашите клиенти.
И како четврта карактеристика е упорноста или истрајноста во преговорите. Не секогаш продажбата се заклучува на првиот состанок. Се случува и тоа, меѓутоа е многу ретко. За одредени преговори потребно е година, 2 или 3 за да се истраен или за да се дојде до посакуваниот резултат. Јас лично имам преговори со клиенти кои што ги водам подолго и од 2 години, меѓутоа сигурна сум дека на крај посакуваниот резултат ќе го постигнам. Верувајте дека на крај тие компании ќе бидат и тие клиенти ќе бидат вашите најлојални клиенти. Тие веќе ве чувствуваат како дел од својата работна организација и вие сте нивниот човек за осигурување. Успехот го должам на работа, работа и само работа. Единствен начин за да се стигне до успехот е со напорна работа во подолг временски период. Секој утро се будам со мислата да бидам најдобра верзија од себе и да ги инспирирам и да ги мотивирам моите вработени на истото. Секој утро се будам со поставување на цели и планови кои што сакам да ги остварам во наредниот период. Секогаш продавам со ентузијазам и тој ентузијазам се обидувам да го пренесам на моите вработени и на своите клиенти. Верувам во својата компанија, верувам во производите што ги продава компанијата и најбитно од се, верувам во вработените кои што ги водам. Што е битно за еден успешен продажен состанок? Прво е најбитна подготовката. Како се подготвуваме? Читаме на интернет и гледаме во CRM. Информациите што ги добиваме, ги користиме понатаму за да успееме полесно да продадеме. За секој продажен состанок, битно е како сте облечени и со облека и со насмевка. Поради тоа што не постои втора шанса за прв печаток, јас секогаш препорачувам да бидете спремни на состанокот, професионално облечени и облечени со насмевка. Во првиот дел од состанокот, инсистирам секогаш на опуштање на атмосферата, дали преку вметнување на хумор или преку водење на еден општ разговор. На тој начин клиентот ќе стекне доверба и ќе можеме да преминеме кон разговор за неговите потреби во продажбата. Според мене, постојат 3 фази за кои што треба да се испочитуваат за еден успешен продажен разговор. Првата фаза е подготовка или информирање за клиентот. Исклучително е важно да знаеме со кого разговараме на состанокот, кој е нашиот клиент, каде работи, каква е неговата финансиска моќ, дали има семејство, какви се неговите претходни искуства во нашата компанија со другите колеги. Подготовката е исклучително битно за да знаеме како ќе тече понатака продажниот разговор. Втората фаза – презентација на производот. Презентација на производот не значи само набројување на карактеристиките на производот. Производот треба да го предаваме преку неговата вредност. Секогаш го потенцираме бенефитот кој што клиентите го добиваат со купување на нашиот производ. Раскажете му на клиентот како ќе му се промени животот со купување на полиса за животно осигурување. Раскажете му на клиентот искуства од другите клиенти и предложете му на клиентот дека купувањето на полиса за животно осигурување ќе биде најубав подарок за него и за неговото семејство. Третата фаза – затварање на продажбата. Затварањето на продажбата може да биде успешно само доколку се постави вистинското прашање. Многу често продавачите се плашат од одбивање и од таа причина не го поставуваат вистинското прашање, туку е многу полесно да се постави прашањето во смисла на дали размисливте за понудата за која што разговаравме. Тука најчесто клиентите го одложуваат својот одговор. Секогаш викаат: побарајте ме на крај на месец, побарајте ме следната недела, и додека да дојде крајот на месец или следната недела, и интересот и информациите кои што ги добил клиентот бледеат и се губат. Наместо тоа прашање, вистинското прашање би требало да гласи: доколку ви одговорив на сите прашања кои што ги имавте до сега, ги расчистивме сите дилеми, дали е во ред да преминеме на потпишување на договор? Едно прашање. Или друго прашање би гласало: доколку ви се допаѓаат, или драго ми е што ви се допаѓаат сите наши карактеристики и бенефити кои што ги нуди производот. Ако носите лична карта во вас, би можеле уште денеска да го ставиме ова на хартија. Тоа е прашање кое што ќе надоведе до успешна продажба. Секогаш е битно на состанокот да се поставуваме како лични банкари, како советници по продажбата, а не како продавачи. Луѓето сакаат да купуваат, но не сакаат да им се продава. Заради тоа е многу битно
купувачот да не примети дека ние сакаме на него да му продадеме, туку дека е битно дека сакаме да му помогнеме да ги оствари своите желби и да реши некој проблем. Тој проблем го решаваме преку поставување на отворени прашања и активно слушање. Секогаш се трудам активно да слушам и што можам помалку да зборувам. Луѓето многу сакаат да зборуваат за себе, а преку зборувањето за себе и откриваат битни елементи кои што ни се потребни понатака во затварање на продажбата. Се трудам, иако е тешко, да го намалам природниот нагон јас премногу да зборувам. Поставувам отворени прашања. Какво искуство имате со мојата компанија? Какво искуство имате со тој производ? Навистина, одлично. Кажете ми повеќе за тоа. На тој начин ја отвараме потребата од нов производ и дознаваме кои се неговите потреби. Бенефициите од производот најлесно може да се видат само доколку клиентот биде интегрален дел од разговорот. За да биде интегрален дел од разговорот, треба да го пуштиме него повеќе да зборува и да кажува кои се неговите желби, проблеми и побарувања. Дури потоа јас преоѓам кон објаснување на производот и кои се негови карактеристики. За вас, како банкари, е многу битно да направите компарација помеѓу тековен производ на банката и производи на Кроација осигурување. Доколку клиентот има поголем бенефит од некој производ од Кроација осигурување, тогаш ќе знае дека вие сте тука за него да му помогнете да ги оствари своите желби и потреби. Негде помеѓу фазата презентација на производот и затварање на продажбата се јавуваат приговори. Клиентите обожаваат да кажуваат приговори. Некогаш нивните приговори се оправдани и издржани, меѓутоа некогаш се и неоправдани. Обврска на еден продавач е да знае успешно да се справи со приговорите кои што ги добива на состанокот и аргументирано да ги образложи истите и да го потенцира повторно бенефитот од производот кој што тој го продава. Ќе споделам со вас едно искуство од еден продажен состанок каде што добив приговор на одложување. Се работи за состанок каде што јас, генерален директор и директор на финансии од другата страна во една приватна компанија разговараме за животно осигурување, за бенефитите од истото и за инвестиција од еднократно вложување. На состанокот, иако бев наклонета кон директорката за финансии, од друга страна, генералниот директор цело време поставуваше прашања со кои што евидентно го покажуваше интересот за она за кое што јас зборував. Бев сигурна дека ќе ја затворам продажбата уште на прв состанок. Меѓутоа, кога дојде време да предложам да збориме конкретно за износи и за подпишување на договор, сепак генералниот директор рече дека треба да размисли, што за мене представуваше шок во тој момент. Успешно се справи со шокот, не го покажав нормално и предложив за 2 дена да имам одговор од нив дали ја прифаќаат понудата за која што разговаравме. По 2 дена јас не се јавив во компанијата, меѓутоа генералниот директор од таа приватна компанија ме побара мене. Ми кажа дека е спремен да вложи поголема инвестиција и дека би сакал да направи животно осигурување за сите своји вработени. Како се справив јас со овој одложен приговор? Уште на првиот состанок, додека беа свежи информациите, додека интересот беше во најголем жар, договорив следно слушање за многу кратко време и следна средба. Доколку го оставев клиентот недела дена, 2 недели, 3 недели да размислува, интересот сигурно ќе се изгубеше и сигурно 50% од информациите кои што ги кажав на состанокот ќе беа заборавени. Од таа причина, еден успешен продавач мора да знае успешно да се справи со сите преговори и да ја затвори продажбата успешно. Мојот одложен приговор траеше 3 години. Со потенцијалниот клиент започнавме преговори 2015 година, а договор склучивме 2018 година. Во текот на тие 3 години имаше секаков вид на преговори од типот сега не е време, финансиската ситуација не ми е добра, не чувствувам потреба во овој момент да го склучам договорот, или пак политичката ситуација во земјата не е поволна. При склучување на договорот во 2018 година клиентот беше фасциниран од мојата упорност и од желбата за склучување на договорот. Поентата ми е дека не треба никогаш да се откажувате, бидете истрени до крај, поради тоа што за успехот некогаш е потребно повеќе време. И на крајот на продажниот разговор, логичен крај би бил
потпишување на договор. Многу продавачи во продажниот разговор се плашат да ја побараат продажбата поради страв од неуспех. Меѓутоа, ве уверувам дека секој продажен разговор мора да заврши со барање на продажбата. Доколку сте му одговорили на сите прашања и доколку клиентот нема веќе приговори, следно што треба да се направи е потпис на обележаната линија и уплата.